Актерката Ванеса Хаџенс, која пред 4 месеци го доби своето второ дете, отворено проговори за својата постпородилна реалност. Звездата, најпозната по улогите во серијалот средношколски мюзикл, и претходно споделуваше моменти од животот како мајка на 2 деца, вклучително и прилагодување на животот со новороденче. Хаџенс на својот Инстаграм објави фотографија на која во рака држи неколку прамени коса со опис и така почнува. Потоа сподели и селфи додавајќи: "Имам одличен ден за коса, дури со паѓање на косата." Губењето коса по породувањето е честа појава предизвикана од хормоналните промени што се случуваат за време и по бременоста. Прекомерното опаѓање на косата обично се јавува околу 3 месеци по породувањето и може да трае до 6 месеци, но е привремено. Хаџенс ја објави веста за раѓањето на своето второ дете во ноември 2025 година, кога напиша: "Па успеав, добив уште едно бебе. Какво диво породување. Голем поздрав до сите мајки. Навистина е неверојатно што можат нашите тела." На настан во Шангај, Анџелина Џоли се појави со впечатлив црвен кармен и изгледаше малку поразлично од вообичаено. Но додека некои коментираат дека само била уморна, други се сигурни дека ја замениле со клон. Пред само 1 месец и за Џим Кери се зборуваше истото. Во неделата Анџелина Џоли присуствуваше на настан во Шангај, Кина. На настанот организиран од Том Форд, 50-годишната актерка носеше долг бел фустан како наметка со сатински колан. За разлика од посуптилната шминка што ја преферира, овој пат актерката се појави со впечатлив црн кармен. Таа позираше со креативниот директор на брендот Хајдер Акерман, кој во неделата го славеше и неговиот 55-ти роден ден. Но изгледот на Џоли предизвика лавина реакции, па дури и разгоре теории на заговор дека користи двојник или клон. За некои изјавата што даде за новинарите звучи чудно. "Благодарна сум што сум овде, посакувам да имав повеќе време и едве чекам да се вратам", сподели актерката. На социјалните мрежи, особено Твитер, некои коментираат дека актерката само изгледа уморно, бидејќи сепак летала од САД до Шангај и нормално да не изгледа свежо. Но други се убедени дека актерката изгледа поразлично поради корекции на лицето, а се шпекулира и дека можеби користела двојник. На 8 април од 20 часот во Филхармонијата ќе се одржи великденски концерт. Како солисти ќе настапат сопранот Катерина Стојановска, тенорот Исмет Вејсели и баритонот бас Иван Наумовски. Ке диригира Најден Тодоров од Бугарија, кој важи за еден од најстакнатите диригенти во регионот. Ќе учествува и хорот Про Арс, подготвен од диригентот Сашо Татарчевски. На програмата се 2 познати дела од светската класична музика. Вечерта ќе биде отворена со симфониска поема Прелудии од Франц Лист, пошто следува симфонијата Звона од Сергеј Рахманинов. Љубителите на пишаниот збор и оваа пролет ќе имаат причина за радост. Од 23 до 29 април во арената Борис Трајковски ќе се одржи 38-то издание на Сајмот на книга 2026 под слоганот "Отвори прозорец кон нови светови". Во текот на 7 сајмски денови, посетителите ќе може да избираат од богатата понуда на домашни и странски автори, да присуствуваат на промоции на нови изданија и одблиску да се запознаат со издавачките куќи и нивните најнови наслови. Сајмот и оваа година ветува динамична и разновидна програма, исполнета со книжевни настани, работелници, средби со автори, панел дискусии и специјални попусти.